Почитувани добровечери и добре дојдовте во вечерниот термин на Студио 1 за денес четврток 10 декември, некаде од 19:20 па се до 21 часот, вклучувајќи го и централниот дневник. Ваш домаќин ќе бидам јас. Во најавата за денеска имаме гости кои што за волја на вистината, не се занимаваат со политика, ниту пак, ние одлучивме да се занимаваме со политика. Решивме да се занимаваме со убави нешта, а со оглед на тоа какво е времето надвор и какви се временските услови, кога има снег во градот, сите сакаме да бидеме на планина. Моите двајца соговорници вечерва се влюбеници во планината и во планинарските спортови. Едниот од нив дури одлучил да живее на планина последниве 4 години, а другата соговорничка е позната веќе години наназад во освојување на најголемите планински врвови. И сега концепцијски идејата во овие 40 на минути, со оглед на тоа што приказните им се различни, концептот беше да гостуваат одвоено. Но од првиот момент, кога видов за каква енергија се работи, кога видов дека уште навлезат во телевизијата двајцата и тоа како се познаваат, решив дека е подобро и симпатично да седат во исто време на исто место во студиото на 1 ТВ. Добро вечер за Илина Арсова и Јован Божиновски. Добро вечер. Добро вечер. Илина Арсова, добро позната, планинарка, алпинистка, од 2000 и некоја таму од 2006 нава, како не се лажам. Инаку ликовен уметник по професија, така. Но со години наназад ја познаваме како девојка која што ги сака планините, сака екстремни спортови, за што ќе зборуваме сега, но она што најмногу не заскока од кај последниот освоен врв и последниот предизвик кој бил пред тебе, ете. Си го освоила како беше Пунчак Џаја во континентална Австралија. Еден од 7-те кои што мора да ги освоиш за да имаш титулата освојувач на 7-те најголеми врвови. Да, само тука ќе морам да те поправам со тоа освојување. Не ги освојувам јас планините, не ни можам јас како едно човечко битие, ситно, колку маково зрно во однос на планините и природата. Планините од време на време ни дозволуваат да застанеме на нивниот врв, но никако не можеме ни да помислиме на нивно освојување. Тоа ако не е освојување, кога ќе се качиш? Па освојувачите биле на времето во минатото кога кралицата им давала пари да одат да видат што има понатаму, да го забодат знамето на својата земја на врвот на еден највисок врв, но денешно време толку имаме олеснителни околности во искачувањето на тие планини што јас стриктно го избегнувам тој термин освојување. Како го па, викаме да речеме искачување, но да, сепак ние често доаѓаме нели во тие терминолошки зборки се често и се кажува тој термин освојување, но јас лично го избегнувам затоа што мојот однос кон планината е малку поинаков и не обожавам кога тоа така ќе се каже. Да, со малце веројатно повеќе да кажам респект кон планината и никогаш не вели дека е освоена. Јован, најавен како момче од Тетово, кој пред 4 години се качува на Попова шапка на 3 дена и останува таму веќе четврта година. И јас во најавата реков зошто едно момче со 28 години решава да го напушти градот, тој тип на градски социјален живот и да замине во планината со дивите животни. Па, тачно, отидов на 3 дена, односно на викенд, да видам како е и едноставно се заљубив во природата и таа убавина што има планината, што ни ја нуди и ја 4 години веќе сум таму. Сега последниот период не седиш таму да безделничиш, особено не во зимскиот период, и тоа како работиш и си ангажиран кога има полно туристи горе, скијачи, планинари и така натаму. Поинтересно е да зборуваме малку за периодот од годината кога таму нема луѓе и си сам со своето куче Хектор и дивите животни на шара. Но Кенеди ти е прекарот. Да. Зошто? Тоа ми е од дедо. Даден му е на дедо ми и во Тетово сите си имаат прекари, така да мене ми останат од дедо Кенеди. И така сите ме знаат. Никој не ме знае по името Јован. А зошто дедово го викале Кенеди? Па личел на Кенеди, се облакал така, шешири, капути. И во тоа време било баш
и Кенеди актуелен и останало на цела фамилија Кенеди. И татко ми го викаат Кенеди и јас сум сега Кенеди. Добро. Што е она што тебе во моментот планината ти го нуди, а не ти го нуди градот? Снег, многу снег и бордање, едноставно сега Попова шапка е магична. Значи можеш да бордаш преку ден, навечер, 24/7. А кога не бордаш? Работа. А во лето? Во лето планинариш. Значи Посетуваш постојано? актуелни места, значи има многу прекрасни места на Попова шапка што заслужуваат да бидат видени, што 90% од Македонија не ни знаат дека се на Попова шапка. Често се наоѓаш и во улога на водач на групи. Стекнуваш, предпоставувам, и пријателства кои подоцна, нели, предпоставувам дека ги негуваш, ги развиваш. Така, да, имам пријатели од скоро од целиот свет, значи имам и домашни и странски гости што се презадоволни. Значи имаме тури во лето и со маунтбајк, така да джип, офроуд, параглайдинг, све што може да се понуди планината, ние го нудиме. Така. Колку време се познавате со Илина? Па мислам 4 години. Откако сум на планината, да. Така, Илина? Да, од кога Јован се качи горе, Кенеди. Мада јас малце подолга е мојата врска со Шара. Така. Ако, да, пред 15 години или колку има од моето дипломирање на Факултетот за ликовна уметност, дипломската тема ми беше Шар планина. Ја имав насликано во неколку фази, уште тогаш еколошкиот проблем некако го разработував низ сликарството. И тогаш одседнав поголем период, потоа како дел од спасителната екипа на Црвениот крст и особено поинтензивно за време на подготовките за време на Монт Еверест. Долго време поминував на Шара за тоа што тоа е една од моите омилени планини и беше идеална за тренинг. Таму едноставно може да се стигне за брзо време од Скопје и да се искачи голема надморска висина во еден ден, што е потребна пред тие интензивни тренинзи, особено пред Монт Еверест, кога тренирав во 2013 година. И навистина Шара е една прекрасна планина, една од моите омилени планини и во зимски услови и така како нуди сериозен зимски тренинг што може да се поистовети со некој екстремни услови. Навистина големи планини што ги качувам и во други делови од светот. Јован рече дека заминал на викенд и останал таму. Од 4 години се симнува вака во инцидентни ситуации во градски услови. Ако на Илина почнува, барем за јавност, приказната 2006-та, мене ми е прашањето како воопшто почнува љубовта кај Илина за искачување, планинарење? Предпоставувам од детството, бидејќи голема благодарност тука морам да кажам на моите родители и фамилија кои што ми ја всадиле таа љубов кон планината и кон природата. Ние сме израснати на водно, сме оделе на водно и сами, уште како мали дичиња, тоа ни било малтене во дворот и не ни било забрането нашите игри и прошетки да се протегнат до толку до барем до средно водно да одиме сами. И потоа како дел од извидници и На кога сваќаш дека тоа е твоја сериозно голема љубов? Точно 2006 година како дел од спасителната екипа на Црвениот крст заминуваме на Мон Блан, тоа е првото искачување на Мон Блан. Заедно со останатите членови. Тоа е прво искачување на поголема висина, над 4000 метри. И верувам дека тука се раѓа таа љубов, каде што секој ден понатаму размислував на искачување на барем 1 метро повисоко. И сега во 2013 година успевам да се искачам на Монт Еверест, каде што веќе нема повисоко, но има пак поинакви предизвици. Например, следните предизвици одеа во насока да се искачам на планина со скии и да скијам од што поголема висина, или пак да се искачам на некоја планина што е пострмна од претходната, и предизвиците одат во таа насока. Јас често кажувам дека врвот во една таква мотивирачка приказна кај
еден амбициозен човек, да речеме, кога врвот станува една поидовна точка кон нови врвови. И кај мене буквално тоа се случува, значи од Монте Еверест и други претходни искачени врвови, да дојдам до идејата да ги комплетирам Seven Summits или 7-те врвови на 7 континенти, што некако бев на пола пат и веќе знаев дека тоа е возможно за мене да го реализирам. И буквално, значи, од еден врв се стануваат 7, односно, добро, тогаш веќе неколку имав искачано претходно, ама малку е, сето тоа е географски широко, значи се наоѓаат тие врвови на 7 континенти, најчесто се заскриени, тешко е да се дојде до нив, да се стигне до нив. Сепак останав доследна на таа идеја и еве сега можам да се повам дека сум некаде пред крајот. Пред крајот значи дека ни треба колку години за овие 6? Значи првиот врв кој што го искачев во 2011 година е врвот Aconcagua на Андите. Значи тој е највисок на Јужна Америка. И сега, значи, 6-тиот, тоа се веќе 8 години, 7-8 години. Тоа е една задача која што, доколку се има финансиски средства за да се заокружи тој проект, иако нормално сме физички спремни и психички сме издржливи и веќе сме се пробале на висина, знаеме дека можеме да ја поднесеме висината, тоа е еден проект кој што некои луѓе, добро, доста се ретки тие луѓе, ама можно е најбрзо во една година да се заврши. Ајде да речеме во една година е малце too much, се вика, премногу изфорсирано и дури технички скоро не, мислам, тешко изведливо да се стигне. Така еден годишно е веројатно и во 2 до 3 години е сосема нормално да се заокружи тој проект. Со тоа што кај нас голем предизвик се и финансиските средства. Мислам, доста се скапи сите тие врвови, самото пристигнување до таму, логистички, дозволите кои што се плаќаат, опремата која што се користи, го прави сето тоа да биде малце покомплицирано за изведба, не само техничкиот момент на искачување на планината. Јас знам дека сум спремна, доволно тренирам и техничкиот дел на искачување на планината не ми бил досега кој знае колку проблематичен, добро. Колку се разликува овие 6 до сега еден од друг? Да, доста се различни еден од друг. Например, еве последниот кој што ги искачував сега во Западна Папуа, последниот дел е карпа. Значи тоа е карпа стерен со доста голем нагиб. Може да се каже дека на одредени места е и 90% вертикален нагиб на карпата. Но денешно време малце покомерцијално се одвиваат тие експедиции и ги прават експедициите подостапни за луѓето, така што има поставено обезбедување на карпата, има поставено јажење на карпата, што е доста олеснително делуваат. Мене тоа не ми е во прилог, мене ми е тоа вистинскиот предизвик, она што сакам да го постигнам, да. Затоа и најчесто се обидувам да не се придружувам на такви експедиции каде што сето тоа е некако сервирано, туку одам сама на повеќето од овие планини кои што ги имам искачено во рамките на 7-те врвови, па и оние врвови кои што се надвор од таа листа, но биле мој предизвик во тек на годините, се обидувам тоа да го направам почисто, на еден поинтимен начин со планината и техничкиот планинарски аспект, тоа има поголема вредност. Но ете, овој пат затоа што се работи за кризно подрачје, особено кај што се војува, каде што имаше пред 10 дена, имаше 10 загинати, и се работи за црвена зона, каде што има забрана за движење и така натаму, единствен начин да се искачи оваа планина беше да се приклучам на организиран тим од таму, на локална агенција која што го прави тоа. Колку реално ти е потребно во фаза на подготовка да се подготвиш за следна дестинација? Дали или на, не знам, 3 месеци пред да замине, гугла, гледа фотографии, чита искуства, за оваа разменува? Планина, конкретно за оваа планина, јас веќе 3 години се подготвувам, бидејќи збориме за финансискиот. Освен финансискиот, зборам за овој другиот дел на подготовка. Овој другиот дел не го земав искрено како кој знае каков предизвик сето тоа, затоа што знаев дека сум за тоа спремна. Јас карпи качувам 15 години и тоа е веќе дел од мојот животен стил. Може да се каже дека пред експедиција тренирам повеќе од 10 часа неделно, а
кога не сум во фаза на тренирање, тренирам нешто под 10 часа неделно. Значи тоа е веќе дел од вашиот животен стил, кога вашето тело и ум стануваат зависни од било каков тренинг. Вие мора да истренирате во денот барем 1 до 2 часа за да се чувствувате пријатно. И тоа е значи мала разлика она што треба да го посветам јас пред интензивен тренинг и кога сум во опуштена фаза, да речеме. Така што јас се чувствував сосема подготвена за техничкиот дел за искачувањето на оваа планина, но сепак секој пат постои една мала доза на резерва. Чекај сега, ако времето не биде добро, значи ние не можам да знам. И веќе неколку пати сум се изгорела така да малце ја потценам таа планина што ме очекува, малце да го потценам тој предизвик и после тоа да дојдам во ситуација да си кажам чеке, па ова не било така лесно. И затоа секој пат сум со таа доза на резерва дека свесна сум од една страна за моето ниво на спремност, но од друга страна пак оставам отворено на она што не очекува, затоа што сепак е тоа еден непознат терен на една планина која што секогаш може да биде непредвидливо. Без разлика дали е во Папуа, дали е на Шар планина, или е во Јужна Америка, или на Хималаја. А за Шарот конкретно, знам дека знае да изненади во рок од 15 минути да се смени целата слика. Сите 4 годишни Сите 4 годишни времења. Е сега, со оглед на тоа што двајцата имате респект кон тоа што е планина, со тоа што таа може да изненади и така натаму. Мене ми е прашањето на луѓе што ете толку многу ја сакаат планината. Сега двајцата ја сакате различно, а исто. Ти си решил да останеш таму да живееш, ти си решила за секогаш да ги освојуваш новите врвови. Кој е тој интимен момент што човек го има кога е сам со планината? Што е тоа што како мисла се врти? Нели, јас па така го гледам. Планинариш и си едноставно сам со себе, односно сам со планината. Уживаш во моментот. Само така можам да Тоа ти се врти тебе по глава. Ти се вртат случаи од животот, ти се вртат слики од иднината. Па не баш. Уживам во погледот што го гледам. Ако е прекрасно времето, тога има прекрасен поглед. Значи има што да се види и што да се почувствува. Значи главата не се оптеретува со тоа што било или што ќе биде, туку се ужива во моментот. Проблемите се оставаат дома. Така, се ужива во моментот. Тука се разликуваме. Пошто јас си ги личам проблемите на планина и тоа особено љубовните проблеми. Па добро, јас си немам проблеми на планина, така да. Он нема ни плјувавни проблеми, нема што да решава. Ама не, има момент буквално кога, особено подолго време кога сте во планина, кога целиот живот буквално ви поминува, особено кога е некоја поризично место, каде што секој ден сме изложени на висок ризик. И ние знаеме дека сме неколку дена оддалечени од безбедност. Ако таа експедиција, сепак искачувањата кај нас, тоа е разликата помеѓу искачувањето на 8000-дарници, 6000-дарници и помалите планини кај нас, тоа е разликата што тие траат долго време, тие знаат да траат по 2 месеци. Во 2 месеци вас ви се чинат тие 2 месеци како цела вечност. И ние си легнуваме во шаторот во 8 часот навечер или кога ќе зајде сонцето, додека да заспиете, вие имате неколку часа буквално да мислите на вас, на вашиот живот. Што сте направиле, каде сте погрешиле. Буквално јас веќе и не прв пат кажувам, ама сите добрини, сите гревови што сте ги направиле во животот, ви поминуваат низ глава и сами од себе сте пред страшниот суд. И тоа е многу интересно чувство. Уствари, верувам дека така човек станува подобар. А претпоставам дека се носат и тешки одлуки. Па, добро, да, некогат радикални. Да, на тоа и мислев. А кој е најголемиот непријател кој што може да ви се појави на планина? Според мене е главата. Нашата собствена глава, што ја носиме на рамена и на врат. Тоа е најголемиот. Не временски услови, ниту пак диви животни? Ако да, апсолутно да. И само ќе му дадам најовче за заврши, само да кажам од мене, од мои лични искуства, значи болест, лична здравствена состојба, која што најчесто потекнува од собствената глава. И тогаш, кога ние имаме проблем, тоа е криза, тогаш ни времето не ни чини, и ранецот тежок ни се чини потежок, и теренот ни се гледа пострмен од што е, и ветрот ни се чини пострашен од што е, и стравовите. Тие што си ги поминуваме, си ги
анализираме, си се сочуваме со нив. А настрана од природните елементи. А сега нека каже тој, пошто ме интересира што ќе Така, така. Се согласувам потполно и само има момент кога треба некојаш да се откажеме, туку не да се удираме со главата во зид, тоа на народна поговорка. Значи има момент кога стварно некојаш временските услови не се како што треба и тоа треба да кажеме доста. Значи и сепак има ден потоа што можеш да успееш и да се искачиш. Во тоа што не си. Тоа се тешките одлуки. Тоа е најтешката одлука. Тоа е најтешката одлука. А си бил во некоја така многу ризична ситуација на шара? Не баш со временски услови, али сум бил. Со? Значи имав момент кога волк си претрча пред мене и бев моментот дали да седим или да почнем да бегам. Значи тој момент беше она буквално ми се пресекоа ногите до колена. А други Си диви зедоше пред животни? себе. Други животни диви? Пред Да, тебе? имам мечка видено. Значи мислам дека не беше толку страшна случката со мечката, зашто и самата бега од појава на човек. Тоа е среќа. Ако се осеќа незагрозено. А ова со волкот беше Со волкот моментот беше, она буквално осетив за прв пат како е да ти си сеча ногите до колена. што Да не одлучи? знаеш дали да ништо си продолжив право, дур не си стигнем до дестинацијата каде што бев вторнат. А тој? Па мислам дека беше сам, па по некоја си логика волци напаѓаат само во глутница. Сум се спасил, бил сам. Колку време си бил најдолго како период сосема сам горе? 10 дена. Тоа е најдолго без Буквално, човек времето да... се поводи многу лошо. Тоа е моментот кога завршува ски сезоната, додека не дојде пролетта или не се стопи снегот, никој не може ни да се искачува, ни да скија, тој момент е најлош. Тоа е негде околу април, крај на април, почеток на март. А тоа е убав период за на планина кога ќе видиш. Да, за одмарање, да. Да. Добро, Ама ако 10. времето не ти се поводи, тоа не е ни за тоа. Добро. Ајде малку за тоа колку семејствата ги прифаќаат овие ваши вакви одлуки. Дали или на секоја следна одлука која ќе биде следната дестинација го има целиот ветар во грбот од најблиските. Па, многу сум среќна да кажам дека да, зашто сега ќе ви кажам само една кратка приказна од моето детство, че јас од секој пат сум ги сакала тие адреналински спортови и дури на 14 години почнав да одам на падобранство и на татко ми колеги. Ајде да наброиме само на брзинка, што се правиш? Па, добро, на падобранство одев, ама не нешто Добро, многу еве славно сега ми тоа е заврши минато. Кариера, параглайдинг практикував едно 10 години. Потоа? Скијање, екстремно скијање, телемарк скијање, тоа фрирајд скијање, планинарење, качување карпи, пливање. Коњи јамам така како ќе најдам на некоја од топки не многу, пинг-понг само знам да играм со топчиња. Добро. И сум ги пробала така повеќево. Имам сурф проба на даска и така. Добро. Би рекла се што е поврзано со планина најчесто, но и вода ме привлекува и пливање. Пливањето ми помага. А само да се навратам на ова, и 14 години сум имала. Јас дури бев и премногу малечка за да ме примат таму. А на татко ми колегите му рекле, па како не ти е страв да ја пушташ кирка ти на падобранство. И тој ми рекол, јас не ја пуштам, таа сама си оди. За мене подобро е да знам со кого оди, него кришум да го прави тоа, па после да не знаеме ако стане нешто, не дај Боже, да уште толку да се потресеме, така што секој пат било сосема отворено со нив, знаеле со кого одам, каде одам, дури заедно ќе седнеме, ќе ги видиме работите, што многу помага. Многу помага, можам да кажам, моралната поддршка и од тие луѓе што ги сакате, што ви се блиски, многу значи. Така. Јован, семејството како прифати дека го напушти тето? Па на почетокот им беше малку чудно, пошто и пријателите и фамилијата, знаеш, демек, каде на планина, што ќе правиш таму. Моментот беше, викам, ќе имам да работам едноставно. Ќе се вратим, ама отидов и не се вратив. Така да и ден денес не имам верно дека се уште сум горе. Има некоја приказна за тоа куче твое со кое што ти го поминуваш
денот. Хектор, кучето Хектор, така. Тој ми е најверен пријател. Тој е секогаш со мене. Мислам дека и сите го познаваат, зашто и со планинари обично си скачува на врвови. Така доста е познат. Можам да кажам дека ги има искачено сите повисоки врвови на шапка. На шапка, така. А што е со Јован? Ти си покачувањето ги имаш сите? Кога имам слободно време, да. Ама тоа е многу ретко затоа што 90% од времето или работам, или скијам, или си организирам некоја тура, пикник и такви разоноди, за да си одморам од работата. Так. Илина би го направила ли ова што го има направено Јован? Што се вели да почнеш да живееш буквално во прегратките на некоја планина? Па имав обиди некој. Имав некои такви обиди, на неколку пати. Па добро, јас се иселив од Скопје, некако мирот си го најдов во Охрид, а не е планина баш така, ама на 700 метри е некако измеѓу. Галичица ми е буквално во задниот дел од дворот, езерото е тука пред мене, тоа место некако многу ме смирува. Но секако дека да, јас сепак се гледам на такво место повеќе од градот. Едноставно таа урбана средина мене не ми прија толку многу. На планина се чувствувам среќна, преска кога зборевме за тие чувства кога човек е таму сам. Сакав да кажам дека и покрај студот, и покрај снегот, и покрај сите тие работи и осаменост и све, човек таму знае да биде толку среќен и толку убаво да се чувствува и сите тие работи што нормално ни се некоја мака, не измачуваат, да ги сватиме поинако, да ги сватиме многу инспиративно и креативно. И поинаква перспектива, веројатно. Да, така што да, дефинитивно би можела да се видам себе си, да се проектирам себе си на некој такво место. Па дури Шара ми е многу пријатна за живење. Мислам дека има идеална висина и климата и воздухот таму ми се прекрасни. Еве Јован ќе биде главен букер за потребите за шапка. Пред крајот сакам да пуштиме еден мал видеоспот кој што најавува еден многу интересен проект на кој што работиш, додека кога не планинариш не седиш џабе, нели? Се работи и тоа како на тоа што се жени во екстремни спортови, конкретно во Македонија. Ова е еден тизер за 4 хероини кои што се занимаваат со екстремни спортови. Мал телевизиски проект за кој што како автор стоиш со екипа, предпоставувам ти уште екипа. Сакам да го погледнеме, па на кратко ќе го искоментираме за полека да се одјавуваме. Одиме со клипот во кој што се накусо представени кратки филмчиња за 4 македонски хероини. Не, извинете, не се We are girls, sisters, mothers, women. Just like Mother Nature, we give life and we find a purpose to live for. The nature is what leads us. The sports fulfill us. Being fulfilled personally is a step closer to make changes around you. Our stories write history in our communities of the action sports. We live the risky way of life, and we don't do it to impress you, but we do it because it's the only way we know. Така е.
Не history, туку her story. Да, па тоа се зборовите, односно игра на зборови кои што потекнува од мојата менторка Дона Карпентер, косопственичката на Barton Snowboards, која што исто е еден од моите поддржувачи за овој проект и во моите лични проекти. Таа беше мој ментор за време на глобалната спортска менторска мрежа во 2012 година во САД и со неа разговаравме и рече, Илина, знаеш, размислувам, доста учиме само историја, треба да пишуваме незина историја, her story. Така што подолго време размислував за овој проект, односно едноставно не сакав другите девојки да мора да одат по истиот пат по кој што сум одела јас. Не сум имала голема поддршка во искачувањето на сите овие врвови. Од една страна, бидејќи планинарските спортови во Македонија се малку деградирани во однос на другите спортови, од друга страна пак девојките во овие спортови се многу малку застапени. Затоа дојдов на таа идеја со исклучок, значи на последната експедиција, кај што морам да кажам дека и благодарам и на Федерацијата на планински спортови и на Агенцијата за млади спорт кој што ја поддржава последна експедиција, но тоа сепак не се чувствува. А тоа ќе биде за прв пат да ја поддржат? После 5 години, после Еверест, за Еверест имав добиена поддршка и сега. А дали го прости моментот кога ете условно државата не знаеше? Па видете, да значи сега тоа е сосема друга тема, ама чисто вака дали ете под оваа временска дистанца прости? Што не беше испочитувано со нормално дека големо признание единствената жена на Монт Еверест која таа година. Јас мислам дека има се уште шанса да се оправат, затоа што сега кога ги завршам се Иван Самец, ке може да се оправат, да си ја поправат грешката. Не сакам неправди во животот, емотивна сум на тоа поле, но од друга страна, знаете, таа награда што јас сум ја добила горе е толку многу силна што некако другите работи беа излишни. Едно признание или една диплома, пошто парични награди секако не сум добивала. И некако не се мерат со таа награда што јас духовно ја имав добиено. Во тој момент јас бев узен, значи не можеше мене ништо да ме скрши тогаш. Бев шворц, значи немав денар скршено у џебот, ама па духовно бев најбогата личност на светот, бев најисполнета, така што не ме повреди тоа толку многу, дури не ми се веруваше едноставно. Претпоставав дека тоа е само некоја политичка игра и се уште така мислам. Во сега случај сега да се навратиме на убавите работи, затоа пак дојдов сега до овој проект Her Story, кој што јас сум во улога на креативен продуцент, режисер е Иво Христов и имаме интернационална екипа од камермани и претежно се македонци дечките од монтажа и останатите. И идејата е значи да ги промовираме тие девојки, да бидеме ние гласот, гласилото за тие девојки кои што не успеале да се промовираат во светот на спортот и имаме сега за сега убави пофални зборови од големи спортски куки во светот. Сега сме дојдени до некои 4 портрети кои што ги имаме комплетирано, а во следната сезона ни остануваат следни 4. Овие беа девојки од Балканот, затоа што сакаме да делуваме регионално, а понатаму ќе одиме и глобално и затоа и не случајно, значи англискиот јазик ни е одбран како главен јазик, но секако јас во најавата за твоето гостување овде реков, го поставив на крајот прашањето што може да посака девојка која ќе ги освои 6 големи врва и ќе остане седмиот, последниот, не најголемиот, но седмиот за да се заокружи приказната. Што може да посака после ова? После седмиот збор. Претпоставувам да си ги исполни своите биолошки после седмиот врв обврски во животот. Па сега не знам дали ќе стигнеме до седмиот или кога ќе дојде време. Претпоставувам кога ќе дојде време за тоа, ама тоа е, едно поле на кое што секако секоја жена претпоставувам размислува, особено кога е во некој средина од своите 30 години. Така е. Време, што би рекле старите на Јован, 29 за ден 2, од скоро тоа што ако претходно беше дека Јован е горе со Хектор, па се занимава со туристи и со посетители, Јован оваа зима си ја донесе девојката горе да работи топтан со него. Не знам дали ќе те жениме оваа година или не, но што е она, како се гледаш ти воопшто себе си во народен некој период? Дали таа локација таму и таа дестинација ќе остане вечен избор? Па, може на некаде повисоко само. Пониско никак. Ги останал таму? Да, зашто да не? Прекрасно е, значи не дека
сум надвор од светот или дека немам достапност на нешто, туку се е нормално, исто како во град. Си имам интернет, телевизија. Што се промени кај тебе лично најмногу? Дали стана, не знам, потрпелив, потолерантен кон луѓето, Па, поподготвен да ги слушаш? се изненадив колку се покултурни луѓето на планина. Значи, културата е на повисоко ниво од градот. Да, таму имаш. И се поздравуваат, и се е културно, но И е секој тебе може лично да ти што се помогне. промени најмногу? Дали ти стана поинаков? Да, станав поцврст. Знам, порано знаев да се откажувам, сега не се откажувам. Значи, ги донесуваш правите одлуки, што каже Илина, се е до главата. Да. Добро, значи планина за чиста и поубава глава. Топла препорака од Илина и Јован. И јас ви благодарам што вечерва бевте со нас. Мене ми беше драго да слушнеме две необични приказни, чудно поврзани, нели? Само заради надморските височини, но и тоа како интересни за слушање. Ви благодарам и ви посакувам многу успех во животот и до некоја следна прилика. Благодарам. Ние малку се одјавуваме овде, одиме со блок реклами и потоа влегуваме во терминот за вечерниот дневник, во кој што имаме навистина многу и гости и линковски вклучувања. Останете со нас.